Почитувани гледачи, со мало задоцнување ви посакувам добро утро и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата 24 од се срце. Денеска малку подоцна, меѓутоа ќе бидеме ефикасни во разговорот со нашата денешна гостинка и ќе ви представиме еден настан и секако една вештина која што може да ве направи да се чувствувате порелаксирани, поздрави и секако да бидете повителни и подолговечни. Зборуваме за одбележување на светскиот ден на Тај Чи Чуан и Чи Конг. За оваа тема денеска со нас во студиото Данче Сијановска. Данче, добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдов, како и секогаш. Ова ми е, мислам дека трето гостување во 24 вести. И мислам дека иде реприза од на прва емисија од Топ форма за Тај Чи Чуан, што на времето кога ја правевме. Така. И баш ме радува тоа, многу луѓе ја гледале и ми споделува впечатоци. Ние се трудиме да допринесеме повеќе секако за оваа древна кинеска вештина и за она што вие се трудите со години да го направите овдека кај нас во Македонија, па со самата ваша заложба за Тај Чи Чуан и Чи Конг и таа древна кинеска вештина која што е распространета секако низ светот, оваа година се одбележа светскиот ден и кај нас во Скопје. Може ли да ни кажете нешто повеќе за одбележувањето на овој ден? Па, светскиот ден на Тај Чи Чуан и Чи Конг се одбележува уште од 1999 година навака. Повеќе наменето за популаризација на вештини во западниот свет, да кажам. За ние повеќе да се запознаеме со благодетите кои што ги нудат овие древни кинески вештини. Пред се како превенција, значи морам да кажам, ние како земја, уште и Балканот како регион, ние сме слаби во однос на едукацијата за превенцијата на нашето здравје. И така да овие вештини на некој начин повеќе припаѓаат на да кажам во тој домен, значи да се превенира психофизичкото здравје. Значи најчесто нашиот народ е навикнат кога ќе дојде проблемот тогаш да се решава, меѓутоа не. Свесноста за тоа како квалитетно се грижиме за нашето здравје е целта која што пропагира, да кажеме, овој светски ден на Тај Чи Чуан и Чи Конг, и затоа најчесто се одржува во поголемите паркови за да повеќе луѓе се запознаат да видат како изгледа самата вештина, значи да се уверат за незината естетика, а потоа и за она што го нуди, значи како самиот квалитет на вештина и значи незините карактеристики. Колку кај нас веќе луѓето се повеќе и повеќе слушаат и знаат за оваа вештина? Имаше ли интерес на светскиот ден на Тај Чи Чуан? Па, зачудувачки да, имаше. Ја мислам дека нема да има многу народ, бидејќи беа празници и викенд. Меѓутоа се собравме, значи нашиот цел клуб имаше луѓе од страна кои што сакаа да се приклучат, тоа многу ме радува. И навистина се поминавме убаво, значи се извежбавме и Тај Чи Конг, направивме фотографии, снимавме и така снимката има на YouTube, може да ја видат гледачите. Си поминавме супер. Сега ги поканувам сите кои што се заинтересирани да се запознаат повеќе со вештината, да дојдат во нашиот клуб Фейлонг и да се пробаат или во едната или во другата вештина. Само да нагласам, се работи значи за две вештини кои што се нарекуваат како брат и сестра, но имаат одредени разлики и специфики. Да речеме, од некои што ќе се лучат да вежбаат Чи Конг, обично повозрастните го бираат тоа. И најчесто се самата вештина бара претходна свесност дека на часот можеби нема толку многу да се ужива, меѓутоа знаеме дека тие вежбени носат добро. Така да не можеби потребно не бара комплетно внесување, не знам каква љубов према вештината, туку бара љубов према себе си. Тоа е доволно. Додека за Тај Чи Чуанот навистина треба вложување, треба се сака, се почитува вештината и да се вежба со полно срце и со целата своја суштина, како што сакам да ја кажам секогаш. Тоа е разликата. Тај Чи Чуан обично доаѓаат помлади, Чи Конг како вештина е така позрела и ја одбираат повозрастните, да кажам, позрелата генерација. И така на светскиот ден се собравме, може да кажам, 3 генерации, а може и 4. Беше навистина интересно, да. Се надевам дека ќе има се поголеми интереси. Верувам дека ќе има интереси кај гледачите на денешната 24 од се срце. Заради тоа сега тука ќе направиме една кратка пауза, ќе ги погледнеме рекламите и ќе ги отвориме телефонските линии доколку имаме можност и време да чуеме некој од нашите гледачи.
Пролетна акција. Цел 1 со екстракт од гел од полжав ја регенерира вашата кожа од акни, дамки, лузни и стрии. Истражувањата докажуваат дека цел 1 делува ефикасно при проблеми со кожата кај сите генерации. Искористете ја пролетната акција и купете цел 1 гел со 30% попуст и добите крема за раце како подарок. Достапно во сите аптеки и веледрогерии. Драги грицковци, уште една голема наградна игра на Патос и Чипс Мастер. Топ 30 златни фудбалери. Пополнете го албумот со селективни сликички и освојувајте вредни награди. Каверборди, дронови, таблети, фудбалски топки, лего коцки, Чипс Мастер. Пробај и смени во твојот свет. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Почитувани, вие сте на фреквенцијата на 24 вести, она што сега на програма е 24 од сестрце. Во денешната емисија зборуваме за одбележувањето на светскиот ден на тајчи чуени чиконг, древни кинески вештини, кои што за среќа ги имаме и кај нас во Македонија, и сите оние кои што сакаат да ги пробаат и да ги вежбаат, секако да ги искусат бенефитите од овие вежби, ги имаме и кај нас овдека на просторот, благодарение на младите ентузијасти, како што и нашата денешна гостинка, Данче Сијановска. Данче, колку луѓе сте вака што сте ангажирани за овие кинески древни вештини овдека кај нас во Македонија? Па, можам да кажам и не сме така малце. Има неколку клубови, значи, кои што работат и кои што функционираат, значи не само тајчичуан, чигонг, имаме винчун и стварно имаме многу клубови. И тоа е супер, значи мислам дека голем број на млади луѓе се одлучуваат да вежбаат една од овие кинески вештини. Значи сите овие што ги спомнав, освен чигонгот, се обединети во еден кинески спорт кој што се нарекува вушу. Сега имаме и Македонска вушу федерација, ја формиравме сега баш прошлата година. Јас сум председател, Елена Ставреска е генерален секретар. И така сега си функционираме официјално. Да, имавте една вистина големи резултати со имавме, да, овој вид на спорт во Турција. Да, имаме во Турција, значи имавме една златна медалја, 2 бронзени, една сребрена, лани во Атина освоивме 2 сребрени и сега ќе видиме и оваа година. Така, јас ви посакувам многу успех, секако. Се спремаме упорно. И да, успех. Мислам, бидејќи ја најчесто водам репрезентацијата, на мене паѓа теретот и обично чувствам голема одговорност и гласите само да стигнеме се вратиме живи и здрави. Не сум фокусирана многу на успеси, ама тие сами се доаѓаат. Значи не сум тип да вршам притисоци и слично. Не сум тој тип на тренер и учител, ама резултатите најважно дека доаѓаат. Ние ќе ги поканиме секако и гледачите на 24 од сестрце, телефонските линии се отворени. Доколку имате некое прашање поврзано со овие кинески вештини, сега е моментот да се јавите и да поставите прашање за мојата денешна гостинка, која што ќе даде одговор. Мене она што ме интересира секако кога станува збор за спортот, а нема спорт кој што не може секој кој што физички е здрав и способен да го вежба. Претпоставувам дека истото е и со оваа, односно овие кинески вештини. Има ли распоред? Кажавте дека вингчуто е за малку повозрасни? Чигонгот. Вингчун тај од прилика и нема граница, зависи од психофизичката состојба на човекот кој што ќе одлучи да си вежба, значи самата личност. Значи има и помлади кои што се одлучуваат за чигонг. Значи ја така грубо ја направив таа, да речем, возрастна класификација. Но во што е разликата? Например, значи оној чигонг кој што јас го држам, тоа е здравствен чигонг, кој што значи здравствен чигонг? Зашто помага? Да, значи самиот термин кажува, тоа е чигонг кој вежби кинески стандардизирани, систематизирани од страна на кинеската здравствена организација. Се наменети за подобрување на квалитетот на психофизичкото здравје. За да го доближам тоа до нашиот народ, се работи за
да речеме вежба која што покрај тоа што е за истегнување, да речеме за рабетниот столб, добра е за за кичмата и за одредени проблеми врзани со рабетниот столб, секој од нив опфаќа и има уште едно дејство на внатрешните органи. Да речеме, ако една вежба покрај тоа што е добра за истегнување рабетниот столб, добра е и за подобрување на функцијата на црниот дроб и на жолчката. Потоа имаме вежба која што стимулира работа на желудник, вежба која што стимулира функционирањето на белите дробови на дебелото црево. Така да во склоп на еден час чигонг ние ги фаќаме сте главни 12 меридијани од телото, ги поминуваме од прилика масажата на сите внатрешни органи, покрај тоа и истегнување, затегнување на сите тетиви и мускули. За тоа се работи. Секако, некогаш се случуваат, меѓутоа подобро е да не се очекуваат чуда. Резултат од редовно вежбање секогаш има. Сме имале и имаме многу позитивни резултати. Особено проблеми со рабетен столб, спондилоза, дури сколиоза, да речеме, вие вежби овозможуваат да се затегнат оние тетиви мускули кои што ја држат деформацијата да не отиде во понапредно ниво, во најмала рака. Ако предпоставиме дека вежбачот ги посетува редовно тренизите и се вложува во нив, што е различно, во најмалку може да се држи деформацијата, не отиде на прво ниво, али имаме и позитивни резултати, како да речеме како да не постои таа деформација. Меѓутоа секако тоа бара многу труд, бара вложување, како и во се, нели? Кажете ми, Дана, како се станува тренер по тај чи чуан и чиконг? Кои се условите за некој себе си да се нарече тренер за тај чи чуан? Супер прашање. За да се наречеме тренер или учител, сепак тоа е лично чувство, меѓутоа нели мора да се полага, голема одговорност, да. Прво, особено за чигонг, па дури за тајчи, богото чигонгот бидејќи спаѓа веќе во традиционална кинеска медицина, ние мораме да поседуваме и од големо теоретско познавање на кинеската традиционална медицина. Се тоа големо што значи да речеме една база која што мора да познава секој учител по чигонг. Мора да познава едни основи на кинеската традиционална медицина, бидејќи на тоа се базираат самите вежби, да ги изведува правилно и технички и се разбира да полага на соодветно место, се полага пред комисија, се добива оценка и тоа е тоа. Најчесто комисијата членовите на комисијата се представници од Кинеската здравствена организација, унапред се пријавува самото полагање и нема врски како кај нас, нема, мора да си добар за да положиш. Едноставно тоа е тоа. Така се станува. Не може ни некој да се само нарече тренер и учител по чигонг од гледање видео или од учење на вежби преку YouTube. Не, тоа не е доволно секако. Колку сега тоа се регулира преку федерацијата? Се регулира, да. Например, јас имам положено мајсторски чин, Дуан Веј прво ниво, инструкторски има положено Елена Ставраска, што е асистент во мојот клуб и генерален секретар во федерацијата. Ние заедно полагавме во Белград. Таму беше трошена комисија, таму беа полагањата. Мора да се помине тој пат. Го одбележавте сега светскиот ден на тај чи чуан, што е наследно на кое што работите, дали можеби се подготвувате повторно за некое првенство? Ајде ко не во тајност, ама ќе кажам дека има нешто во план. Кога ќе биде, сигурно дека ќе го обавестиме. Има ли доволен број на членови во Македонија кои што ја сакаат и ја почитуваат оваа вештина? Имате ли бројка? Да, имаме. Да речеме, од прилика клубот и уште 2 клубови плюс, може би бројат околу 100 членови, да речеме, што е импозантна бројка за кај нас. А беше тешко на самиот почеток, имаше многу многу тешко. Овие вештини многу тешко продираат кај нашиот народ, бидејќи ние сме на поинако ментално ниво и свест. Како што кажав и претходно, ние генерално сме помалку свесни за превенцијата и тоа си води понатака. Си има своји, како да кажам, бенефити? Не бенефити, него обратно. Има негативни ефекти тоа што не сме доволно свесни за превенцијата.
Сега затоа беше тешко продирањето на вештиниве, многу тешко и да одеше самата промоција, актуализација, значи не вложевме многу труд, многу жртва имаме дадено, ама и да се исплати. Со голема љубов секако кога нешто се работи. Како не, да. Не треба многу секако за да се вежба тај чи чуан, треба само добра волја, јака, силна, опрема нешто памучно на себе, некоја лесна. Доволно е само човекот да има желба да научи како да се сака на вистински начин. Според мене, хуманоста започнува од љубовта према себе си, вистинската љубов и грижа. Значи, ако јас се грижам за самата себе, ќе знам да се погрижам и за другите. Значи, зборам квалитетно. Не сум за тоа дека ние мора, значи, јас сум најстрекна кога моите родители се грижат самите за себе, не кога треба јас да се грижам за нив. Значи, многу е убаво кога гледате дека луѓето пронашле вистински пат како да се сакаат себе си, го одржуваат своето тело, да го одржуваат своето здравје, значи и душата секако. И јас сум нашла една вештина, или да речеме две, кои што нудат грижа и за телото и за духот, заедно, бидејќи не можеме ние да се одделиме. Значи, ние не можеме да се сакаме душата ако не си го сакаме телото. Значи, мора да се сакаме себе си, да го сакаме нашето тело, да работиме на него, со тоа да работиме на нашата психика. Ја кажам дека учењето по значи овие две вештини чигонка и тајчи е како возење на велосипед. Едното тркало е телото, другото е духот, а ние учиме како да возиме и да држиме рамнотежа и да се движиме напред. Одлично кажано. Сега на самиот крај од денешната емисија немаме многу време. Јас би ве прашала, ја проучувате кинеската култура и традиција, живеете во Македонија, на Балканот, на еден, можеме да кажеме, поенергичен, подинамичен простор. Која е пречката поради што тешко овдека навлегуваат овие кинески вештини? Мислам, што е според вас она што треба да се надмине? Неверојатно постои нека природна бариера. Тоа што, значи, тоа е, прво, не сме иста раса, нели? Значи, човекот си бира она што му е приближено близко до себе си, најчесто има отпор, има, значи, самата информација треба прво да легне, да се адаптира, па после да се одлучи. Најчесто ја на почеток кога им кажав на луѓето што ќе вежбам, чекај, што е тоа, еше наш повтори? Чигонг, чекај, што е чигонг? Или, добро, за тај чан повеќе знае, и сега требаше да објаснам. Аха, добро. И сега требаше да помине еден месец, значи да речеме, па излезе на телевизија дека Роберт Де Ниро вежба чигонг. Аха, чекај, ама Роберт Де Ниро вежбал чигонг. Па не знам уште кој тоа е тајната на промоција. Чекај, Џон Траволта пробал тајчи да вежба. Аха, добро, и почна тоа. И знаеш, ја прочитав, вика во не знам кој е списание, дали Космополитен, и Роберт Де Ниро вежбал чигонг. Викам пак, да. Тоа е тоа. Познатите секогаш знаат да бидат инспирација. Значи, од Кина мора да стигне во Америка, па кај нас. Така. Данче, ви благодарам за одвоеното време денеска што дојдовте во 24 од сестрите. Јас ви посакувам многу успех со кинеските вештини. Верувам дека следниот пат кога ќе се видиме, оваа бројка која што ја споменавте за вас задоволувачка ќе биде и дуплирана. Благодарам. Као и секогаш супер ме кога гостувам од 24 вести и кај тебе. Во емисија посебно, значи трет пат сум гостинка, секогаш си поминувам многу убаво, секогаш си во текстот на станите и продолжи само напред. Ви благодарам и вам секако многу голем успех. Драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Останете со програмата на телевизија 24 вести и не заборавајте, утре повторно во 9 часот и 15 минути да бидете со 24 од се срце. Пријатно!